Ви има многу што ми е многу драго. Тука имаме тие. Таков е капацитетот, не заради столчињата. 3-4 SPS, а многу повеќе има. И радува фактот дека некој квалитетно твори и пишува литература за деца, за оние најмилите, најмалите, а со ваков фидбек, со ваква посетеност вечерва. Посветена на внуците Снежана, Лука и Јалек. Да. И на сите други мали читатели. Да. Тодорка Андова е наш автор, сограđanin кој што, па не знам дали има втор, кој што работи на оваа тематика, да не речем проблематика, ама така интересно, квалитетно, со децении. Буквар. Има една книга, Буквар се вика. Полна е со букви, а шарена по слика. Буквите во букварот, азбуката ја прават, треба да се научат, за да не се заборават. Букви има многу, сите се убави и разни, со нив си напишани и неубавите сказни. Затоа буква по буква јас почнувам да пишам, ако сгрешам не се плашам, сигурната грешам. Буквата Ј, јана се на јаболка зелена и зела, нема да се стави да лакни цела. Јаболки и кучи да јаде сака, ако и даде некој влака, може да бидат жолти лумени, ако не идеи да ваши не самени. Буквата М, бавано црвене на мите, затоа го сакат сите. А нашот мите раката цврсто ја стега, бавано телесен може да му избега. Бебето у тој час почнува да плаче, шишето со млеко му го испиено маче. Буквата Г. Мачето не знае да седне, затоа е попака, гупчето со мибе, но тоа сака и рибата јад, затоа е на бабека, но кофето се има сега, от судбината не се бега, окујната мене ниво ето и будина. Буквата З. Забите како бисер бели и во уста се наредени цели. И така стојат од правилен ред, па се зајавно шони светле сладко ладно бед. И бајко има здрави заби, затоа зелка и морко многу јаде кога некој ќе му даде. Буквата Дж. Дева кај си и груши, ми направи вчера баба Тушка, да јадам да се слагам на сите поматерам дарам. Но две теглиња од джемот решив да оставам за мама, за тата и за мојот бато. Буквата О, огледалце мој, кажи ми на светот најубав кој е. Дете, право ќе ти кажам, нека јас не знам да лажам. Ти си дете тој, со насмевка и ликот твој, твоите очи се гледат, твоите очи се следат, твоите очи се две брачиња, твоите очи се две близначиња. Почитувани читатели, драги почитувачи на моите стихови, кои со години извираат од кревките души на нашите најмлади. Веќе повеќе децении ми се главната грижа на професионален план, ама и инспирација од време на време да им подарам грст стихови што се и нивно секојдневие, само преточени преку перото на нивната почитувана тетка Тоша. Тодорка Андова е мајка, баба, воспитач во пензија, поетеса. Таа е моја пријателка. И јас многу ја почитувам и ја сакам. Затоа што не можам да ја сакам помалку, ја сакам многу, затоа што сега сите ние сме присутни овде и да има разни возрасти, од мали, од големи. Таа не собра сите тука. Тоа може да го направи човек само со добрина и со искреност во срцето. Не може тоа да го направи човек кој што својата животна патека што ја минува, импровизира. Она е посветен работник. Јас често се дружам со неа и она таа пишува и поезија за возрастни.
А поезијава за деца секогаш ја користи кога сака да се поткрени. Верувајте ми, затоа што кога е потребна движечка енергија за да може да продолжи понатаму и да отвори некој нов циклус во својот живот, таа издава поезија за деца. И овај пат издава 2 книги, посветени на незините внуци и на сите деца, а посветени и нам. На сите деца. Да, и нам, на сите деца, и на децата во нас, кои што не смееме да ги заборавиме. Ние возрастните, всушност, Тодорка пренесува една универзална порака. Не смееме да го заборавиме детето во нас. И тоа не смее да биде тажно. Многу се радувам сега додека трае настанот и кога ги слушам, како да кажам, неспокојните детски гласови. Па тоа е нешто прекрасно. Тоа е убавината. И благодарам на Тодорка што ме прифати да бидам дел од нејзините пријатели и да може да си ги споделуваме и да се инспирираме меѓу себе и да пишуваме воедно и да ги поттикнеме идните млади генерации кои што се тука да продолжат да пишуваат и да си ја лечиме сите заедно душата. Баба. Ние си имаме баба која не е многу стара, а си ја сакаме зашто не кара. На шпорито често кафе си јади, а и чајникот ти грее, сака и чајче да си пие. Многу ни е вредна нашата мила баба, со буница ни гриете, на сите по нешто ни плете. Мене Алек како најмал, калци ми плете, за раце кога ќе ме водат, полесно носите да ми одат. На потолука, покрај неа секогаш тука, сака шали капа да ми плете, зашто бил одреден. Дето Снежана, джемперче сино сака, ама мора тоа да има и црвена трака. Нашата баба и песнички ни пее, многу ја сакаме кога ни се смее. Затоа најчесто во скутот и седиме, ја гушкаме и тивко како мачиња предеме. Есен, есен жолта, есен златна, кога ти царуваш, со многу овошје не даруваш. Многу плодови зрели, знаеш ти да делиш. Јаболки, круши, сливи, ореви и костени диви. Кошничето мое никогаш не е празно, ти го полниш со овошје разно, а јас сакам да го берам, ама да не го мерам, покрај него кога минам, да рипнам и да го скинам. Кокич, таму на ридот под стариот дап, од по снегот бел, едно кокиче никна и со насмевка бликна. Кутрото тоа не знае дека надвор се уште зимата трае. Наскоро ќе се виде, уште малку така ќе биде. Пролета на врата ни чука и таа ќе биде тука. Колко сончевиот зрак за облакот ќе цирне пак, развигорчето неа ја води зимата веќе треба да си оди. Баш е пријатно чувството кога настапуваме пред вака полна сала и за повод како што во овој вечерва, нашата драга и сакана тетка Тоше, поетеса на градот за децата, денеска има чест и можност да представи две своји дела. Сонот на едно дете Луснеа и разиграни букви. Оваа вечер е создадена од една баба. Оваа вечер е сонувалка на една баба. Оваа вечер е љубовта на една баба кон своите внучиња Снежана, Лука и Алек. Како што Шехерезада секоја вечер со крилјата на својата фантазија успевала да го маѓепца својот принц и да си додава нов ден во животот, така и баба Тодорка успева секој ден да им остава во наследство барем по еден стих на своите внучиња. Тие се главни ликови во волшебното царство, во волшебниот детски свет, сместен меѓу страниците на овие две нејзини нови дела. Но нејзиното богатство е многу поголемо, затоа што низ годините поминати со својата професија, таа има учено и воспитување многу дечиња. Таа беше нивната втора мајка, а тие денес се возрастни, некои од нив денес се родители, па затоа нивната тетка Тоше има голем број на внучиња. Па денес и тие со своите згоди и незгоди, од деновите поминати во градинката, се мотив и инспирација за дел од песничките објавени во овие стихотбирки. Во нив се сместени волшебните царства на дечињата со мечиња, со пчелки, светулки, жаби, штракови,
лиски и пеперутки. Тука се цветовите годишните времења, ветрето, баба, броенките, најумилениот дедо на дечињата, Дедо Мраз, екологијата, чувствата и што ли уште, тоа ви го оставаме да го откриете сами кога ќе ги земете во раце овие две книги. Буквите се највредните и првите другари што секое дете ги стекнува уште од својот прв училишен ден. И со нивното дружење, децата продолжуваат во авантурата наречена живот. Сонот на едно дете не е само сон на малите дечиња, наши потомци и внуци. Тоа е сон на секој од нас, затоа што се дури пулсираме, во секој нас сонува детенцето што го слушало, учело и создавало песничките од своите баби и дедовци. Љубовта ткаена во нив, таму живее, рти и цути. Затоа детскиот свет е толку чудесен и волшебен и никој од нас не сака да го напушта без разлика на годините во кои минуваат и не водат низ разни доживувања, авантури и другарувања. На крај, покрај честитките за нашата тетка Тоше, за овие нејзини скапоцени дела, сакам да ве замолам никогаш да не го напуштате детето во себе си, оти тоа не ви е потребно само на вас, туку на секој од нас. Детското царство е омиленото место во кое секогаш со задоволство уживаме и се чувствуваме најсречно. Да се потрудиме на нашите деца, да им оставиме поголемо детско царство, за да можат и тие да споделат љубов и среќа со целото свое детско срце и насмевки на овој прекрасен свет. Со поезијата на тетка Тоше за прв пат се сретнав далечната 97 година и тоа со нејзината книга Детските срца која ми остави силен впечаток. Можам да констатирам дека таа е многу поголем мајстор за пишување на детска поезија отколку поезија за возрастни. Да пишуваш за деца не е ни најмалку лесна работа, бидејќи децата се една многу чувствителна публика и многу подобро ги разбираат стиховите од нас возрастните. Нејзината поезија се карактеризира со нејзината поезија е воспитна, идејна и се карактеризира исто така и со уметнички ноти. Јас на радо срце би ги препорачал двете книги, особено Сонот на едно дете. Според мен ова представува еден вид сонувачка елегија. Со среќа нека и биде и уште натаму уште многу книги. Мајка. Ќе ја кажам со зборови на љубавата бајка, во која главна личност ќе биде мојата мајка. Бидејќи убава и нежна, побелина снежна, ги молам цвеќињата што цветат, најба венец за неа да сплетат. Кога таа се смее, мене топло сонце ме грее, а во прегратката нејзина мека и песничка на уво ме чека. Мамините очи секогаш се будни, со нив насекаде ме прати, секое движење мое сака да го фати. Да ви кажам право, јас никогаш не сум сама, и кога нешто ме боли, тука е мојата мама. Многу сум среќна што таа ме роди, во животот мој сега има кој да ме води. Затоа на мама многу нешто би и дала, но за почеток тоа нека биде едно големо фала. Се лутам на мама, зашто ме остави сама, па отиде на работа иако денес е сабота. Па решив да ја имитирам, за малку да се смирам. Се облеков како неа, па сега сета сум засмеа. Фустанот долг, кај сите предизвика молк, па скришно се смеат и од смеа солзи леат. Ставив и шминка во боја, ама и тие не ми стојат. Ке ја молам мама да ми прости кога е на работа да ме води на гости. Пеперутка. Една пеперутка со шарени крила. Се прашувам денес каде таа била. Сигурно во цветната градина со многу цвеќиња посаден. Со другите пеперутки да лета, зашто цвеќето за нив цвета. Се дружат тие во својот лет. Секој од нив си има свој цвет. Многу се убави и лични, меѓу себе многу слични. Современа македонска литература, македонска книжевност, дата песно појбитула издавач, едната, оваа малата, разиграни букви е едиција книжевни од Блесоци, а оваа поголемата, Сонот на едно дете, тоа со Луснеал ќе го каже Тодорка, го чувам за крај, е едиција Гласини. И
се спомна букви од малото книжуле, во наводници малото. Джепно. Со свое значење големо, иако е джепно, и неколку песни се интерпретираа од колечките поетеси. Меѓутоа, тука има една песна во сонот на едно дете, која што како оставена за мене беше, и ми се чини дека не е случајно. Е за мене оставена. Дедо има конќе, со убава грива, ама кутрото за трчање ич не го бива. Зелена трева тоа сака да јаде, а и сладко сено ако некој му даде. И јас понекогаш нешто му давам, сакам да порасне, за да го јавам. Многу го сакам кончето на дедо, а тој ми вели, ќе го јаваш, мило моје чедо. Да се пишува за деца, тоа е еден посебен предизвик. Тоа не го можеме сите. Одамна сме пораснале, сме остареле, сме го потрошиле животот. Тоа што сме го заборавиле, детското во нас, тоа тетка Тодорка успе да го зачува и честитам за тоа. Зачувала еден дел од детската наивност во себе и го преточила во овие стихови, во овие две искрена радост, две допадливи остварувања, што се надевам брзо ќе стигнат до читателот. Наменети се пред се за деца, нивниот волшебен свет да го направат пошарен и поинтересен. Две бисерчиња, кои ќе го поттигнат интелектуалниот развој на децата, низ игра, бројалки, плетенки од цвеќиња и насмевки. Широк сликовит свет, што ќе ги охрабри да научат да читаат, да играат и да сакаат. Да развиваат креативна фантазија. Секоја песничка е фантастична маличка модерна бајка, еден мал чудесен свет од букви кои раскажуваат самите за себе. Животни со човечки карактери, извор на ликови кои постепено стануваат личности со цел да им навестат на децата, што ги чека по патот на созревањето, на растењето и учењето. Многу топлина и позитивен пристап кон животот. Песнички кои обилуваат со енергија и радост, годишни времиња, есента со жолтите лисја и ветровите, пролетта со кокичето, баба Марта, пеперутките. Накратко се што им треба на децата за растење, учење, за сонување. Читајќи ги овие нежни стихови, успеав накратко да се вратам во детството. Се сетив на играчките, на миленичињата, на другарчињата. Затоа многу и благодарам на тетка Тодорка. Декември. Месецот декември на сите ни е драг, зашто новата година веќе е на праг. Секој од нас дома си прави некој план, зашто се повеќе го зафаќа новогодишниот бран. И елените санките ги гонат, а звончињата звонат. Дедо Мраз по пат иде, што поскоро кај нас тој да биде. Подароци носи една вреќа, ке има за сите деца. Играчки кукли разни, вреките нема да му се празни. Затоа месецот декември на сите ни е драг, кога ќе зачука тој на нашиот праг. На ливада зелена со нозете боси, трчаат дечиња со цвеќе во коси. Тревата пак послана, како тепих мек, да играат дечиња, таа ги чека. Некои од нив решија да стојат, зашто посакаат цветовите да ги бројат. Оваа игра на трева, без никаква мана, многу интересна на децата им стана. Радосни се веселат, играат, песни пеат, а најубаво им е кога сите заедно на ливадата се смеат. Не случајно го спомнам дедо и тука сакам да спомнам една личност и еден простор поврзан со еден настан со таа иста личност и неколку тука блиски луѓе кои беа дел од цела оваа промоција вечерва. Меѓутоа има еден добар простор кој што ќе го вратиме во употреба. Тоа што е таа мала сцена горе и не случајно го поврзувам тој простор кој што за прв пат го отворивме и добар дел од нас бевме и учесници, и публика, и тоа беше промоцијата на романот Јас и Рене на Томе Андов. Така? Да.
тука е Милка, тука е Милица, тука е Цветанка, тука сме ние, тука е Мира, тука се добар дел и од вас. Се надавам така да ваквите посетени вечери ќе можеме во еден поубав простор кој што е навистина наменет за такви работи да го употребуваме тој простор и да се дружиме. А после подолго време, еве неповторно заедно, овде во овој храм на културата, каде што вечерва се промовира моите две стихозбирки за деца, Сонот на едно дете Луснео и Разиграни букви. Па бидејќи вечерва дојдовте, јас ви упатувам голема благодарност затоа што ми направивте со вашето присуство голема чест, ме направивте многу среќна и многу горда. А видов исто така дека поезијата за деца е многу сакана и самите деца се многу сакани. Па исто така им благодарам и на моите промотори, вечерва тоа беа поетите од поетскиот клуб Тиквешки цветови. Им благодарам на дечињата, на најмалите промотори од детската градинка Рада Поцева, објект Изворче, заедно со нивниот ментор Марија Бошкова, кои што вечерва испеја две песнички, кажа стихови од Разиграните букви. И морам да кажам дека двете песнички што ги пеја се на мои текстови, ги има во песнарката Ајде да пееме, а истите песни ги пеат и во градинката. А кога ги видов вечерва, да ви кажам искрено дека ме вратија со години наназад, кога ја имав првата промоција на првата моја стихозбирка за деца, Детски срца, а истата ја одржав во детската градинка, објект Детелинка, и таму стихови кажуваа дечињата од големата група. Исто така им благодарам и на учениците од основното училиште Димка Ангел од Габро од Ватоша. Тоа се Еленова Елизабета и Арсова Слободанка и Снежана Бошкова од основното училиште Гоце Делчев од Кавадарци. И сега кога сум кај упатување на благодарност, нема да ги заборавам и вработените при Домот на културата Иван Назов Климе, заедно со нивниот директор Александар Малинков, кој што вечерва ми го отстапија овој простор за да се одржи оваа промоција на моите две стихозбирки. И што би кажала друго? Би кажала дека овие две стихозбирки, Сонот на едно дете Луснеал и Разиграни букви, се знае, им ги посветив на моите внучиња, што не значи дека не се посветени и на сите други дечиња. До сега имам објавено 4 стихозбирки за деца, Детски срца, Насмевката моја, овие двете Сонот на едно дете Луснеал и Разиграни букви. Да ви кажам, она Луснеал, како го изведов од првите две букви на имењата на моите внуци Лука, Снежана и Алек, и така го создадов името Луснеал. Сега ја средувам третата стихозбирка за возрастни овој пат, после нитки на споменарот и за нашето наше, и ова сега безимена. Уште нема име. Исто така ви средувам и патеписните белешки на мојот сопруг Томе Андов и неговата монодрама. Се надевам дека во скоро време ќе бидат издадени. Тој во овие патеписни белешки се јавува како хроничар на настани што се случуваат во Тиквешијата и во нашиот град Кавадарци, за настани и објекти што порано ги имало, а сега веќе ги нема. Жал ми е што не можеше да ги доврши овие патеписни белешки, например, еве би спомнала Црквинското мало, за кулата, за инката, за радио Кавадарци, за Чичко Ацо, што продаваше, мислам дека продаваше чибапи на чаршијата.
за Гроздоберот, за Панаџевот и ред други настани. Како крај, како шлак на моето творење, јас така би го нарекла, би сакала во иднина да, ако сум здрава и жива, да ги издадам сите мои сценарија и пишани текстови што сум ги пишувала по разни поводи, за приредби и некои други настави. Се надевам дека тоа ќе се случи. А вечерва, сакам да ви кажам, ако некој сака да си ги има овие 2 стихозбирки во својата семејна библиотека, може да си ги купат. Едната е 100 денари, а джетната е 50 денари. А средствата што ќе бидат собрани, ќе ги употребиме за издавање на наредната стихозбирка. Од прилика тоа би било се. Меѓутоа, драги мои, од вас сакам да се разделам, не сакам така да се разделам, туку сакам да се разделам со читање не на моја песна, туку со читање на еден текст што сум го напишала пред 20 и повеќе години, а сум го читала пред родителите на моите деца во детската градинка, каде што го поминав сет мој животен работен век. Текстот сум го крстила, да речам, или сум го насловила како Ода за едно детство. Овде денес сите сте збрани и не сте сами. Тука сте вие, тука сме ние, а меѓу нас се тие. Помалку нашите, уште повеќе вашите, а сепак и ваши и наши децата. Убаво е да си меѓу нив, да те гледаат детските очиња, да те слушаат детските ушиња, да те гушкаат детските рачиња, да ја задоволиш нивната радознавост, да ја исполниш нивната желба, да одговараш на нивните прашања. Што е ова? Што е она? Зошто вака, зошто така? И се тоа да се стави во нивните мали, но умни глави. Тие секогаш се околу нас. Некои се весели, некои тажни, некои мирни, некои палави и такви, какви што се многу, многу потребни ни се. Често во детските игри се караат и се нешто за себе бараат. Но тоа брзо им поминува и лудбата нивна сгинува. Пак си се другарчиња, фатени за рачиња, песнички пеат и весело се смеат. Дружењето нивно и понатаму останува како најлесен бран да се бранува. Тоа дружење крај нема, се додека не дојдат мама и тато да ги земат. Мора да се каже. Добри се тие, од нив не може ништо да се скрие. Тие не сакаат ништо да се лаже. Мора нив се правилно да им се каже. Овие наши дечиња се мали цвечиња, секој ден се шетаат, постојано ни цветаат. Светот без нив не може да биде жив. Затоа, дечиња, растете и цветајте, како птици летајте. А со вас и ние летаме. Со вас и ние цветаме. Бидете ми живи и здрави и растете. Станете големи луѓе прави. Децата се наша радост. Често пати тие не враќаат во нашата младост. Кога ги гледаме со насмеани лица и нашето срце од радост брига. Убави се, како утринска роса, закитени со цвет во коса, разиграни како пеперутки во лед, а вредни, како пчелките што собираат мед. Не вознемируваат понекогаш нивните лица тажни, а за да не утешат, тие ни праќаат понекогаш насметки лажни. Сепак, како и да е, нека е за навек и нека се слави. Нека ни бидат со денови и години секогаш здрави и здрави.